Добар ден, драги првачиња. Добре дојдовте во училница на часот по македонски јазик. Јас сум наставничката Нела Слезенкова Никоска и денес ќе обработуваме текст со наслов Приказна за името. Нашите цели за овој час се да изградиме позитивен однос кон својата земја татковина, да развиеме способност за активно слушање, да ја разбереме содржината на текстот, да се запознаеме со ликовите на текстот, убавините и карактеристиките на Република Северна Македонија, да се оспособиме за самостојно извлекување на заклучоци. Драги ученици, забележувате на овој слайд има една значка со мојот лик и во самата значка се наоѓа и испишано е и моето име. Па се запрашувам јас, што јас знам за моето име? Моето име е Нела и е составено од 4 букви. И сум го добила од мојата кума. А што дознав за моето име, ќе слушнете сега. Еве нешто интересно за моето име. Ке ве мола внимателно слушајте. Кога сум се родила јас, мојата мајка имала желба да се вика Марија, а татко ми Јана. Но мојата кума предложила 3 имиња: Нела, Марија и Јана, кои биле испишани на ливче хартија и превиткани. За потоа мојата кума да избере едно од превитканите ливчиња со имиња. Сигурно погодивте кој е личето што го избрала мојата кума. Да, моето име е Нела. Пребарувајќи на интернет за значењето на моето име, дознав дека тоа е скратеница од името Антонела. Името Антонела потекнува од грчкиот збор антео, антао и има значење спремен за напред. И навистина, сите овие работи кои што ги дознав, навистина ме опишуваат мене, тоест ме опишуваат мене како личност. Па ајде, драги ученици, ќе ви дадам една задача, вие самите да се обидете со помош на вашите родители да дознаете нешто повеќе за вашето име. Може би да цртате, можете и да се снимите и да испратите на вашата наставничка како и што сте нашле и пронашле за значењето и потеклото на вашето име. А сега, драги ученици, ќе ви читам еден текст за нешто што има волшебно име и тоа име на сите ќе им се допаѓа. Да почнеме. Приказна за името. Калис е девојче од прво оделение и живее многу, многу далеко од тука. Деновија беше многу среќна, затоа што се подготвуваше да оди во посета на незините родни, кои живеа во една многу чудна земја. Да, чудна. За таа земја Калис имаше слушнато многу од приказните на незината баба. Драги ученици, се надевам дека внимателно ме слушавте додека го читав текстот. И сигурно си представивте и си нацртавте една слика или цртеж во вашиот ум. Што мислите? Која слика ќе ја представите за овој дел од текстот? Еве тука, јас веќе имам нешто представено. Значи, ја представив Калис со куферот, бидејќи куферот ни представува нешто за патување, тоест секогаш со куфер одиме некаде и патуваме. Тука е незината баба која што и раскажува за една чудна и волшебна земја и тука се роднините кои што ќе оди таа да ги посети. Да продолжиме понатаму. Таму, замислете си, сонцето грее најубаво на свет. Така и велеше баба ѝ. А небото е најсино на светот. Јаготките се најсладки, а праските највкусни. Таму си живееја деца кои има најубави имиња на свет. Таму живеат Марко и Јана, Дона и Теа, Зана и Ледон. Таму има деца што се викаат и Елвис, и Филис, и Сафет, и Сара.
На улиците на таа земја децата си велеа и добар ден, и мирдита, и гунајден, и шукар диве. Навистина беше најубава земја на светот. Дали знаете, деца, како се вика оваа земја? Што мислите, драги ученици? Сигурно размислувате како се вика оваа најубава земја на светот. Каква слика или цртеж вие си представивте додека јас го читав овој дел од текстот? Се надевам дека си нацртавте во вашиот ум едно сонце, едни вкусни праски, едни сладки јагоди и сите ученици или дечиња со најубави имиња се представени исто така на овој слайд. Да продолжиме понатаму со читање на текстот. Слушате внимателно. Најубаво во таа земја беше кога имаше некој фудбалски натпревар. Тогаш сите деца заедно ќе си земаа знаменце во рака и подпевнувајќи ја нивната најомилена песна си одеа да навиваат. Дали знаете каква боја беше знамето? Дали знаете што имаше во средината на тоа знаме? Да, сонце. Тоа сонце за кое бабата на Калис велеше дека е најубавото сонце на светот. А што си замислевте, драги дечиња, за овој дел од текстот? Што си нацртавте во вашиот ум за овој дел од текстот? Ево дека јас веќе нешто имам представено. Значи го имам представено знамето со најубавото сонце, за кое што баба и на Калис раскажувала. И тоа е сонце е најубавото сонце на светот. И сите дечиња оделе, и еве ги дечињата како одат на фудбалскиот надпревар со знаменцето во рацете. И ги ја пеат нивната омилена песна. Да, продолжиме понатаму, да видиме што ќе се случи понатаму. Калис едва чекаше да го види главниот град на таа земја. Дали знаете како се вика тој град? Сигурно се прашувате како се вика тој град. Тој град, драги ученици, се вика, и сигурно знаете, Скопје. Имаше многу слушнато за тврдината на тој град. Знаеше дека децата многу сакаат да ја посетуваат таа тврдина. Затоа што од таму најдобро може да ја видат нивната река, која многу ја сакаа. Дали знаете како се вика таа река, драги ученици? Сигурно знаете. Таа река тече низ главниот град, а тој е градот Скопје. Која река тече низ главниот град, сигурно знаете. Тоа е реката Варда. Во овој град си живееа и македонци, и роми, и албанци, и турци, и бошњаци, и други. Тие што веруваа во Господ си одеа во цркви или во џами. Но знаете ли каде децата најмногу сакаат да одат? Можете ли да погодите? Во забавен парк, во зоолошка градина, на лизгалиште, на игралиште. А понекогаш одеа во театар или во кино. Во таа земја имаше и прекрасни езера и планини. Охридското езеро беше најумилено место за пливање, а Маврово и Попова шапка најумилените места за скиење. Навистина беше убаво во оваа земја. Каква слика, драги ученици, вие си представивте за оваа земја, за оваа чудесна и прекрасна земја? Значи си ги представувавте незините убавини, незините прекрасни езера, незините прекрасни планини, езерата кои што ги има и ги посетуваат сите и сакаат да бидат дел од тие езера каде што ќе можат да пливаат и да се скијат на убавите места и да одат во театар и во кино и во зоолошка градина, да се дружат меѓу себе. Да продолжиме. Тука веќе ги гледате и самите дека ни се представени главниот град, Охридското езеро и Маврово.
каде што учениците одат да се скијат. Да продолжиме понатаму со читање на текстот. Децата од таа земја многу сакаа да јадат баклава, но и сладолед и алва. Јадеа и сарма, и ајвар, и геврек, и бурек. Но оваа го правеа само за празниците. Во обичните денови најмногу јадеа граф, спанаќ и други разни зеленчуци и овошја, затоа што знаеа дека се добри за здравјето. Калис едвам чекаше да ја види оваа чудна и помалку волшебна земја, што се вика, драги ученици, се вика Република Северна Македонија, нашата чудесна, волшебна и прекрасна земја, која што сме сите живееме на нејзе и сите и ќе обожаваме и сакаме сите вкусови на нашите јадења, кои што ги готват нашите мајки. Самите гледате на овој слайд дека имаме слики од вкусни јадења, како што е бурекот, геврекот, сармата, спанаќот, алвата, баклавата, сладоледот, графчето. Значи, таа наша чудесна земја е Република Северна Македонија. Се надевам, драги ученици, дека ви се допадна текстот за нашата волшебна земја, за нашата прекрасна земја, Република Северна Македонија. Бидејќи внимателно ме слушавте, сега ваша задача ќе биде да одговорите на прашањата. Можете повторно да ме слушнете, да го слушнете читањето на текстот за да се подсетите ако доволно добро не сте ми слушали. Вашата задача е сега да одговорите на 5 прашања. Првото прашање е: каде живееја роднините на Калис? Како изгледа знамето на оваа земја? Каде одат децата на пливање во оваа земја? Освен во Маврово, каде на друго место може да се скија во оваа земја? Која е чудната и волшебна земја во која ќе одеше Калис? Значи, ваша задача ќе биде да ги одговорите прашањата од текстот. Тоа ви е задача, а активност треба да изготвите еден постер на тема Мојата волшебна земја Република Северна Македонија, на еден голем лист, а може и на хамер, со боички, со различни типови на боички, може да бидат тоа фломастери, дрвени боички, водени боички, може да користите и слики од списанија, во која што ќе има слики од нашата чудесна земја, па може да ги залепите на тој хамер. Еве јас тука креирав со мојот компјутер еден постер за Мојата волшебна земја Република Северна Македонија. Значи, вклучете вашата имагинација, вклучете ја во вашето размислување и креирате еден убав постер со кој што после може да се пофалите на вашите другарчиња. Ајде да видиме сега, драги ученици, што научивме. Денес научивме дека Република Северна Македонија е земја со многу културни и природни богатства. Во неја живеат македонци, но и други. Се зборува на различни јазици и се јаде различна храна. Сите овие работи заедно ја прават земјата да изгледа волшебна и прекрасна. Ви благодарам, драги ученици, на вниманието. До видување, до следното видување.